Колега Джафери, почитувани пратеници, средства за јавно информирање. Колешка Шахпаска, ве слушам, еден куп бројки кажавте. Статистики, бројки, и се прашувам, а истовремено и вас ве прашувам. Чуму ви се тие бројки? Кому се наменети тие бројки? За кого се тие бројки? Што имате вие, односно ние или народот во оваа држава од тие бројки? Каде е доброто од тие бројки што ги кажувате? Замислете, јас ве велам се колешке, вие сте доктор, јас сум ахтер. Но, судбината, како не избрале луѓето овде, не направиле да видиме колеги. Замислете. Исто како што јас треба да му кажам колега на новиот министар за култура, ревматолог. И треба да разговараме ние сега за духовни вредности со ревматологот. Во она специфичност, нели, која се однесува за културата. Но не ми е тоа думата. Целта на овие ваши бројки, колешка Шахпаска, се да кажете само вака. Всушност се сведува на тоа. Овие пред нас што беа, катастрофа беа. Ние, слушнете какви бројки имаме. Јас пред некој ден ви зборував, колешка Шахпаска, каде ви е интегритетот, каде ви е авторитетот. Дали сте излегли на улица да видите што се има кај луѓето? Дали знаете дека ако се запали зелено светло на семафорот, ако тој предходно не тргне веднаш, овој од позади свири и пцуе, дали сте го виделе хаосот кај овие луѓе, за кои ние овде бројки кажуваме? Дали младите ги сопревте? Дали штрајкови немате? Овде, кој ќе не слуша човек, мед и млеко има. Пред некој ден, кога зборував овде за товие духовни вредности, за нашиот максимален удел во целото ова за подобро утре на граѓаните, јас ви зборував за таквите работи, вие викавте одличен настап, одличен монолог и така натаму. Знаете зашто го рековте тоа? Затоа што јас стоев позади тоа што го реков и верувам во тоа. За жал, вие сте го виделе само тоа. Суштината на зборовите кои јас ги изговорив не сте ги чуле. Не сте ги разбрале, не сте ги сватиле. И затоа овде идете на говорници и зборувате бројки. И кога ќе ги слуша овде мед и млеко тече. Мед и млеко во оваа држава. Затоа нема штрајкови, затоа луѓето си седат дома, затоа образованието ни цвета, културата ни цвета, здравството најмногу цвета, све е пупка до пупка. Блесок до блесок, значи. Размислете малку кога зборувате. Која е целта на овие ваши овде обраќања? Што всушност вие браните? Наместо да се занимавате со она која е примарна дејност, да работите овдека заедно со комисијата која имате, се надевам, за здравство, како да ги подобрите тие услови таму, дали треба да има клинички центар. Вие мене ми кажувате овде некои бројки чудни, несватливи за вас. Вие сте доктор пред се. Треба да се занимавате со нешто друго. Во таа смисла сакам да ви кажам, значи уште еднаш ќе ви напоменам. Почитувана колешки и за сите за... Благодарам. Размислувајте за доброто на граѓаните, немојте флоскули и бројки да му кажувате. Занимавајте се со содржината, а не со формата.